Време е да зборуваме за кој печат? Шестиот. Шестиот печат. Многу интересен печат. Кој што најавува многу интересни настани. Кој настани ги најавува шестиот печат? Да отвориме, значи, повторно во Откровение, шестата глава. И почнуваме да читаме од 12 стих. Откровение 6:12. Патем многу поздрави од брат Трајче, од сестра Катица и да, ја го викам генералот Стојан. Кај што заедно со брат Зоран и брат Борче бевме во посета попладнево и за света вечера. Дали сте на Откровение 6:12? Ако сакате да го следите во своите Библии, се разбира. Почнем да читам. И видов, кога се крена шестиот печат, и ете, настана голем земјотрес. Првото нешто е голем земјотрес. И сонцето стана црно како вреќа од кострет. И месечината стана како крв. Звездите пак небесни паднаа на земјата, како што смоквата, лулана од силен ветер, ги исфрла пупките своји. И небото исчезна како свитка на хартија. Замислете. Може да си го замислите? Како изгледа небото што го гледате, да биде свитка како хартија? Можете да си го замислите? Што видел Јован во визијата за да го опише со вакви зборови? И секоја гора, и секој остров се поместија од местата своји. Што ли ќе се случи со Јапонија, Обединетото кралство или некои други островски држави? Што ги случи со грчките острови? Како? А тука беа некаде. Нема да може да ги најдете со своите апарати, радари, GPS, Google Maps. И царевите земни Мојата Библијата зборува само за цареви, не зборува за председатели. Има едно убаво видео, ако даде Господ, ќе го преведеме и ќе го прожектираме следната година од Валтер Фајт. Во врска е со изборот на Трамп. Сите тие имаат некаква крвна лоза, некакво потекло од некој крал. Западните, претежно од англиски кралеви, или француски, можеби. За Тито не знам дали знаете, дека бил син, помрачен син на австрискиот император Франц Фердинанд. Тоа информација откриена скоро од големиот мајстор на масонската ложа од Србија, Видоевич се викаше, името му го заборев. Сите тие имаат некаква врска и потекнуваат од некакво кралско семејство. Повеќе за тоа кога Валтер Фајт ќе го прожектираме, ако даде Господ, бидејќи тоа е едно навистина убаво видео. Царевите земни и благородниците се вели. Значи, ова ќе го има до крајот. И богати, и сиромашни, како што Господ прорече.
Сиромасите ќе ги имате секојаш до крајот. И овде се вели и благородници, значи аристократија, и војводи, и богати, и робови се вели. И секој роб ќе има робови до крајот. Никаков комунизам ова нема да го порекне. Нема да може да го смени. До крајот, до второто Христово доагање ќе постојат овие обштествени класи, овие поделби. Зошто? Бидејќи таква е човечката природа. Себична. Човекот сака да успе и мисли дека ќе успее само тогаш кога ќе гази други луѓе. Тоа е човечката природа. Никаква филозофија не може да го смени општеството пред да ја смени или без да ја смени човечката природа, а тоа само Господ може да го направи. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија. Каде? Во пештерите и горските камењари. Колку чуден опис. Некој се разбира од тие богати, така да ги наречам. Уште сега, уште со време бараат и си резервираат во некоја пештера, некаде далеку под земја, во некакви, па специјално така ги нарекуваат Ноеви ковчези. Капсули, уште од сега си обезбедуваат таква скривница. Меѓутоа тоа нема да ги спаси. Велејќи им на планините и на карпите, паднете врз нас и скриите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Зашто дојде големиот ден на неговиот гнев и кој може да обстане? Много интересно. Јас следната сабота, ако даде Господ живот и здравје, ќе направам само една мала пауза и ќе зборувам за седмиот печат и ќе го поврзам тоа со нова година и трубите кои што ги најавува седмиот печат. Меѓутоа, шестиот печат нема да биде завршен. Ова е голема тема. Бидејќи целата 7 глава на сега, ако читате, каде што првпат се најавуваат 144.000, каде 4 ангели држат ветришта да не дуваат, сето тоа е дел од шестиот печат. Сето тоа, значи, во новата година, ако даде Господ живот и здравје, ќе продолжам да зборувам за шестиот печат. Иако следната сабота, последниот ден од ова, ќе зборувам за седмиот. И ќе се навратиме малку на трубите, кои што беа најавени уште во октомври на почеток. Првиот опис е земјотрес. Петиот печат, кога зборувавме, некаде рековме дека се однесува на оној временски период поврзан со протестантската реформација, која што дали ќе одбележи, ќе видиме, ќе наполни, така да речеме, ќе наполни 500 години следната година, а дали ќе одбележат, ќе видиме, бидејќи веќе ова се откажа, веќе досега се откажа од протестантизмот, протестантите и повеќе не протестирале, како што велат самите. Меѓутоа, при реформацијата и која што беше само почеток, и адвентното движење кое што го најави судот, а судот е единствениот, Божиот суд, единствениот кој што оправдува и осудува. Папата нема таа моќ, или било кој друг земски авторитет. Единствениот кој што доделува бели облеки, оправдува или осудува. И адвентизмот зборува за еден суд пред второто Христово доаѓање, најпрви наречен истражен суд, а сега гледам официјално се нарекува поинаку предадвентен суд во официјалните верувања.
на кој што луѓе имиња се оправдуваат или се осудуваат. И белата облика беше таа Христова праведност. Ако петиот печат се однесува, значи на тој период, ако четвртиот се однесуваше на, како и четвртата црква, времето на Језавела, средниот век, бледиот конј и така натаму, Тијатирската црква. Ако од реформацијата до адвентизмот зборуваме за петиот печат, за небесниот суд, за оправданието на светилиштето, бидејќи така гласи во изворниот текст во Данијел 8.14. Не вели светилиштето ќе се очисти, туку буквално еврејскиот збор е цадак, светилиштето ќе се оправда. Тога шестиот печат, каде треба да го бараме? На кое време се однесува шестиот печат? Шестиот печат се однесува на последното време. Сме читале и сме слушале, адвентизмот започнува прво со толкување дека овој земјотрес, што е прв споменат при отворањето на шестиот печат, е кој земјотрес? Лисабонскиот, точно. 1755 година. На кој што, како што сум читал на времето, во една улица сите католички цркви што биле таму, биле срушени од тој земјотрес, катастрофално, а сите бордели и јавни куќи на истата улица преживеале. Затоа што во црквите имало поголем неморал отколку во нив. Фала на Бога што оваа црква го преживеа Скопскиот земјотрес, за разлика од многу соседни згради, како што велат сведоци, кои што биле срамнети со земјата. Значи, тука немало поголем греф од околината. Но како сме ние тука денес? Фала Богу што до сега немавме таков случај, а ѓаволот кога се обиди да ни наметне таков случај, на време го спречивме. Лисабонскиот земјотрес беше страшен, катастрофален земјотрес, но јас не сакам сега многу да зборувам за историја, бидејќи сите овие знаци имаат свое исполнување допрва, поголемо и пострашно исполнување во блиска иднина. Но можеме да ги споменеме историските настани. Лисабонскиот земјотрес, мрачниот ден, 19. мај 1780 година, кога не се гледало прст пред око во 10 часот наутро. Кога птиците пееле вечерни песни, кокошките се прибирале во кошарници. И истата ноќ, после тоа, значи ноќта започнала уште са бајле, практично, месечината била црвена, како крв. Прв пат да видат ваков феномен луѓето во целата историја на астрономијата. Господ го најавил со овие настани, го најавил почетокот на последните денови. Паѓањето на метеорите, метеорскиот дожд 1833 година. Интересно е што во додатокот на големата борба, ако го имате, го имаше во стариот српски превод, овој настан е опишан. Некои новинари од тоа време во Северна Америка го опишале наставот буквално со Јовановите зборови, како смоква лула на оцилен ветер ги исфрла пупките своји. Така изгледал метеорскиот дожд во ноември 1833 година. Меѓутоа, иако адвентизмот ги споменал овие настани, кои што се веќе далечна историја, сепак овие настани ќе имаат свое допрва, поголемо и пострашно исполнување во времето кое што живееме.
Впрочем, месечината била црвена како крв повеќе пати досега во забележани во историјата. Кога помалку, кога повеќе, но сето ова допрва ќе се исполни на многу по-впечатлив начин. Допрва ќе очекуваме нов мрачен ден. Допрва ќе очекуваме метеорски дожд, ако не и некои помали астероиди да удрат на нашата планета. Нешто од тоа веќе и трубите го најавуваат, ако ги читате. Допрва се разбира, ќе очекуваме толку силен земјотрес, што секоја гора и секој остров да се поместат од местата своји. Значи, се будите еден ден и водно не е таму кај што сте го знаеле. Значи, не сме побезбедни од островјаните. Да не мислиме дека островјаните се можеби во поголема опасност или позагрозени. Во тоа време само Господ ќе биде сигурност и прибежиште. Никаква човечка технологија, никакви човечки мерки. Да, човечки мерки треба да превземеме и да се подготвиме за тоа време, додека трае милоста. Пример, дали размислуваме, имаме ли залихи, резерви, имаме ли парче земја, каде што можеме самите да произведуваме храна за нас, не за трговија. Нема да можеме да продаваме, ако го одбиеме жигот на зверот. Дали може да преживееме? Без трговија. Без трговија. Дали може да преживееме? Дали размислуваме на таа тема? И небото исчезна како свитка на хартија. До сега сум чул повеќе теории на оваа тема, што ова би можело да значи и да представува. Меѓутоа, нема сега да ги кажем, да ги шпекулирам. За тоа може во новата година здравие. Сега би сакал само да се навратиме на Христовите зборови, бидејќи овие настани најавени во шестиот печат биле веќе кажани во Библијата порано. Односно, подсетуваат на некои кажани пророштва за последното време порано. Во Евангелијата го имаме Христовиот пророчки говор. Уште во книгата на Јоил, во Стариот Завет, се најавуваат првпат вакви настани. И во книгите на другите мали пророци. Пример, едно познато пророштво во времето од пророкот Осија. Тогаш ќе направам, вели Господ, сонцето да зајде на пладне. Иако сонцето не може да зајде на пладне, меѓутоа ќе биде помрачено. И тоа се случило на денот на Христовата смрт. А 1780 година дури претпладне за Северна Америка. 10 часот наутро. Јоил, да не ги читам повторно тие зборови, таму 2.28 беа, во некои преводи сега тој изместено, дали 3 глава, први стих, како беше. Господ го најавува затемнувањето на сонцето и месечината црвена како крв. Ај сепак да го прочитаме. Јоил, сега да видиме дали е тука изместен, беше 2 глава, 28 стих. Добро, сега тука го изместија, во 3 глава го сместија, на почеток, во ревидираниот превод. Не знам Константинов каков е, дали е стариот шаблон.
И ете потоа ќе излеам од мојот дух врз секое тело, и синовите ваши и ќерките ваши ќе пророкуваат, старците ваши ќе сонуваат соништа, и младите ваши ќе гледаат виденија, односно визии. А и врз слугите и слугинките во овие денови ќе го излеам мојот дух. И ќе покажам знаци на небото и на земјата, крв, оган и столбови од дим. Сонцето ќе се преобрати во темнина, а месечината во крв. Кога? Пред да настапи денот Господов, великиот и страшниот. Во ревидираниот превод е од 3 глава од 1 стих надолу, но класично беше Јоел 2 глава 28 стих. Крај на 2 глава барате или почеток на 3 глава како е кај вас. Господовите зборови. Што имаме? Прво Матеј 24 глава. Имаме ли нешто на оваа тема? Значи, првите знаци беа оние кои што се уште не се крајот, нели? И потоа, шо имаме? 29 стих. Дури каде? Во 24 глава. И после пророштото за Ерусалим, 70 година, храмот и сето тоа. И веднаш по маките на тие дни, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина. И звезди ќе паѓаат од небото, и силите небесни ќе се разнишаат. И потоа што вели веднаш после ова? Што се случува? Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки. И ќе се расплачат сите земни племиња. И ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со голема сила и слава. Значи, ова сонце, месечина, пагање на звезди, тоа е непосредно пред Христовото доаѓање. Или како што рече Јоел, пред да настапи Господовиот ден, великиот и страшниот. Се разбира, овие зборови се повторуваат и во Марко и во Лука, но во Лука има и нешто посебно споменато. Што беше тоа, се сеќавате? Од Христовиот пророчки говор. Нешто што веќе се исполни 2 пати во овој век, откако е почнат овој век. 2004 и 2011 до сега, а во поголеми размери ќе биде секако во блиска иднина. Лука 21 глава е пророчкиот говор во Лука. 25 стих. Лука 21-25. Тука во православниот превод постои поднаслов доаѓањето на Синот човечки. 25 стих. И ќе има знаци на сонцето и на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите, вели овој текст. Од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите, морските бранови. Луѓето пак ќе умираат од страф и од исчекување на оно што ќе го снајде светот. Зошто? Зашто и силите небесни ќе бидат разнишани. Што значи ова? Небото ќе се свиде како хартија. Силите небесни ќе бидат разнишани. Луѓето на земјата ќе живеат во страф. Ќе се случат такви знаци, кај што луѓето повеќе нема да се занимаваат со своите глупости, политички или забавни, било какви. Ќе се случат такви настани кои што ќе втераат страф во срцата на сите народи, сите земни племиња. И луѓето едноставно ќе треперат во исчекување на нешто пострашно што ќе го снајде светот. Ние живееме на прагот на овие настани. Како ќе реагираме ние кога овие настани ќе се случат?
Да, чув за тоа, исто така. Навистина, ќе го паметам овој 11 септември. Мене ми беше и до некаде мил тој ден, до некаде се разбира. Не сакам погрешно да ме сватите. Токму затоа што е тоа на некој начин поврзано со сето ово што го зборуваме. И ќе го паметам тој ден. Два силни земјотреси, од кои вториот беше посилен. Во ист ден, се разбира, и беше и понатаму, и во понеделникот имаше, и во други денови, меѓутоа тоа веќе беа послаби и послаби. И следуваат тие земјотреси после поплавите, така, во август. И Скопски земјотрес 63 година беше последица на поплавата од 62 година. Сето ова се само господови предупредување. Замислите, ова зграда одамна не се тресе, значи од септември не се тресе. Меѓутоа, тој ден така се тресеше, дали Борче вториот пат беше со Андреј на нива, но јас бев тука со мајка ми. Што јас веќе секој ден, и еднаш и во кревет ме разбуди земјотрес, ме стресе. Се разбудив од земјотрес еднаш. И ја почнав да очекувам, не се плашев, меѓутоа секој очекував, живеев во еден таков штрек, дека кога тогаш пак ќе се тресе. Дури се облеков како за наизлегување, како за во град, да бидам спремен, ако се нешто посериозно се случи, да можам, барем не по влечки и по шорцеви, барем спремно да реагирам. Но ете, од тогаш е мирно. И поминаа неколку месеци до сега. И повторно сме некако опуштени и во ред изгледа све безбедно. Но колку малку фали, колку малку треба, за да Господ не подсети дека ништо не е безбедно на овој свет. И во нашиот живот. Тука ќе застанеме и ако даде Господ живот и здраве, ќе продолжам со седмиот печат, со трубите следната сабота. Некако одговара и за пред нова година таа тема. А во новата година, ако даде Господ живот и здраве, ќе продолжам со шестиот печат. Бидејќи оваа тема не завршува. Оваа тема зборува и продолжува и во 7 глава и на повеќе други места во Библијата.